На прагот на зимата, семејството на Кемал Јусуф е напуштено од институциите, а рака за помош не им подал никој. 62-годишниот Кемал е во постела и се уште не е закрепнат од крвничкиот напад пред половина година. Тој е познат како долгогодишен уличен дилер на девизи во центарот на Штип, кој во мај годинава беше нападнат и крвнички претепан во близина на градскиот пазар. При тоа му се одземени околу 18.000 евра, средства кои со себе секојдневно ги носел како дилер на девизи. Половина година после нападот врз Кемал, полицијата се уште трага по сторителите и истрагата е во тек, велат оттаму. Половина година по нападот, Кемал е во постела, целосно слеп на едното око и со ограничен вид на другото. Ударите по главата резултирале со целосно нарушување на рамнотежата. Идејќи на кај берзата надоле, фанаме на пато ансездан, прскаме на очите, со дрво ударијаме на главата, скрчени имам на главата. Едното око уништено и скроз, другото е, не знам колку, 40% или 6% или колку, не знам, слабо гледам. Рамнотежа немам доволно и свет ми се врте, буче ме главата и занасам се, не може да одам. Додека Кемал работеше, живеевме од неговата плата, но откако е во постела, живееме само од додатокот за трето дете и туѓа нега, вели Фетие, сопругата на Кемал. Ова се тешки времиња за нас. Се обративме во локалната власт, од каде добивме еднократна помош, а во Центарот за социјални работи ни кажаа дека не ни следува ништо. Бараме секаде, одиме шо знаеме секаде. Општината помага 6.000 динара парични помош, само еднашка вика, терај си ја работа, оди се вика, од тука толку вика. За вас. Пари за лекување и терапија за Кемал ова семејство нема, а многу често нема ниту за храна. За да има кој да се грижи за Кемал и за децата, Фетие не работи, заради што ова семејство живее на работна екзистенцијата.